Со положување свежо цвеќе, рецитал и пригоден говор, денеска во алејата на народни херои во Штип се одбележа 39 годишнината од смртта на генерал Михајло Апостолски. Представници од општината, политички партии, делегации, издружени и пријатели оддадоа чест на генерал Апостолски. Денеска се собраме тука пред спомен бистата на народниот херој, академик генерал Михајл Апостолски, како би се присетиле дека токму на овој ден, 7 август 1987 година, пред 39 години, престана да шука срцето на големиот и храбар великан Михајл. Михајл Апостолски е роден на 8 ноември 1906 година во Ново село Штип од татко Мите, мајка Васа Апостолски. Основно и средно училиште завршува во градот Штип, кој во тоа време се наоѓа во рамките на кралството СКС. Во 1924 година се запишува на Воената академија во Белград и по 3 годишно школување со успех ја завршува. Како млад подпоручник е распореден на служба во Штип. Во 1933 година го продолжи своето образование и завршува Високата воена академија во 1938 година генерал штабната академија. 1941 година доаѓа во Штип, каде набрзо се среќава со приврзаниците на комунистичката идеологија и македонските патриоти во подготовка за оружјена борба. Тука се среќава со Славчо Стоменски, Ванчо Прке, Васе Догрински, Тошарство и многу други. Неговите војни вештини доаѓаат до израз за време на изведувањето на февруарскиот поход, а пресвртницата се случува за време на подготовките за одржување на заседанието на АСНОМ, каде што бил избран за член. Војната стратегија и војната вештина на генерал Михајл Апостолски доаѓа до израз при планирањето и изведувањето на февруарскиот поход 1944 година. Успешно изведување на походот представува пресвртница на во институционален план и довел до зголемување на слободни територии, да се започне со подготовка за одржување на првото заседание на АСНОМ. За таа цел бил формиран иницијативен одбор, чиј член бил Михајл Апостолски. На заседанието Михајл е избран за член на АСНОМ. Неговиот лик и дело се олицетворение на идните генерации. Неговиот аманет останува на младите за чување на татковината, сеќавајќи се на него.